На сите истражувања на јавното мислење, околу 0,5% од населението во Македонија се декларира дека припаѓа на некоја од малите верски заедници, надвор од оние доминантни религии. Овие околу 10.000 граѓани се членови на околу 20 такви религиозни групи. Каков е нивниот статус? Дали општеството ги маргинализира? Колку нивната слобода на избор е слободно право на определување? Александар и Марија Вулетиќ се протестантски теолози. Како брачен пар се основачи на христијанската заедница Тринитас, последната верска заедница запишана во регистерот во ноември минатата година. Конкретно јас не сум бил верник до мојата 18-та година. Јас потекнувам од едно семејство, од еден мешан брак, каде што татко ми е србин од Црна Гора, мајка ми е хрватица од Инковци. Татко ми е православен, мајка ми е од протестантска вероисповест. Меѓутоа, сепак јас сметав дека имам право да одлучам за себе си, што и како ќе верувам. Во регистерот на цркви, верски заедници и религиозни групи во Македонија има 33 решенија кои го гарантираат правото на слободно практикување на исто толку различни верски определби. Ако се издвојат 5 верски заедници набројани во Уставот, Македонската православна црква, Исламската верска заедница, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква и Еврејската заедница, тогаш во групата на мали верски заедници остануваат 28 регистрирани религиски учења. Најголем дел меѓу нив се од христијанско-протестантска определба. Ние не каштаваме мали деца, затоа што ние не би сакале да правиме, како да кажам, да ги крстиме без нивно лично искуство дека веруваат во Исус Христос. Откако ќе пораснат, самите одлучуваат дали они веруваат или не веруваат и тогаш они биваат крстени. Сепак важно ни е што нашите деца понатаму ќе веруваат и затоа имаме часови за деца, кога децата се одвоени од родителите за време на богослужбата, во одвоена просторија каде што на еден креативен начин можат да учат од Библијата. Значи, имаат наставничка која што им чита случка од Библијата, ја објаснува на детски начин. За да може да се регистрира легална верска заедница, таа мора да има определени разлики во учењето со веќе регистрираната верска заедница. Јас не сум оној кој што наметнува своја волја, ја повеќе прашувам што они размислуваат, како размислуваат, што би било подобро и слично и после на крај донесуваме еден заклучок и така го спроведуваме како ќе се договориме. Ние не можеме да кажеме дека ние сме дел од едно општество, ако за своји ближни ги сметаме само тие кои што ни се блиски, кои што ни се драги, кои што ни се дел од семејството, туку наши блиски и наши ближни се сите кои што се во потреба. Христијанството или библиската вера е колку што е теоретска или теолошка нели вера, толку е и практична вера. Ние не можеме да зборуваме за една жива вера ако таа вера не се практикува во секојдневниот живот. Вајшнавската верска заедница Искон во Македонија е официјалното име на познатата Харе Кришна. Учењето на вајшнавитите, кои представуваат околу 70% од хиндуистите, е регистрирано во 1990 година. We have a number of spiritual activities. The most important one is to chant the holy names of Krishna. And this we do by on our meditation beads, similar to Christianity. They have rosary beads, or Buddhists also they have these kind of beads, meditation beads. So we chant a specific amount of numbers on these meditation beads. And we also sing the Maha Mantra, Hare Krishna mantra, with different instruments,
You might have seen us on the street, even in public, also chanting. And we worship the Supreme Lord Krishna in the form of his deity incarnation. It is, how can we compare this? You might have seen that we have in our temples what we call altar. And on the altar we have representations of the Supreme Lord, which we worship by specific procedure. And we also offer our food stuff before we eat. It becomes sanctified. So in this way we perform different spiritual activities. Основата на нивното верување е вечноста на душата и реинкарнацијата. No, one monk we have. So far we have one monk. He lives full time in the temple and he looks after so many duties. But of course it would be helpful if we would have a few more. But it's not that we stress the lifestyle of a full-time monk. That's not our emphasis. We emphasize more family life, and anyone can practice Krishna consciousness at home. There's absolutely no problem. But for practical work, of course, it would be helpful to have a few more monks. Речиси сите новорегистрирани верски заедници во Македонија водат потекло од западните држави. Еден од условите за регистрација е да имаат членови кои се државјани на Република Македонија. Црквата на Исус Христос на светиите од бодоцнежните дни во Македонија е познатата заедница на мормоните. Регистрирана е во ноември 2012. Сум слушав за Александар Великиот, ама пред да дојдам тука не знаев за Македонија, каде беше или така. Научив многу од живење тука. Значи убава е природата. Луѓето тука се многу добри, многу пријатни и храната добро е и така, добра држава. Јер заиста верујам да не живеам. Мормоните се нова најбрзо растечка христијанска заедница во светот. Според нивните статистики, денес имаат околу 16 милиони верници. Значи, ние веруваме дека на крајот на краишта треба да го следиме Исус Христос. Тоа е главната цел на живот. Карактеристика за мормоните е тоа што нивните водачи се лаички свештеници. Ние сме тука како доброволци. Не добиваме како пари или ништо за што правиме тука. Само искуството. И тоа е одлично за нас, дека можеме да како шанса за нас да учиме, да растеме. Мормоните се верска институција која се финансира со десеток. Тоа е данок во висина од 10% од своите годишни примања кои го плаќаат нејзините членови. Главно е фокусирана на мисијата преку хуманитарни активности. Такви имали и во Македонија. Знам дека сме помагали на мали школи тука со храна. Знам дека сме помагали со болниците тука, со некоја машина за очите. Не знам многу за тоа, ама знам дека сме помагали и во болниците, во школите и во други места. Архитектурата на овие цркви во основа се разликува од општо прифатените препознатливи храмови на православието, католицизмот. Во Македонија од 1992 година функционира и огранок на Новоапостолската црква, чие главно седиште е во Цирих, Швајцарија. Според нивната евиденција има 435 лица кои се крстени во таа црква и на тој начин ја избрале како своја верска определба. Активни се 100 во 5 града во Македонија. Текот на богослужбата почиња со една влезна песна, со една уводна молитва. Во текот на богослужбата имаме проповед, после читање на стих од Светото Писмо и врвот на секоја богослужба е славење на Светата вечера, каде што членовите
Претходно ја кажуваат молитвата Отче наш, се покајуваат за сите сторени своји грешки, нели, кои што ги направиле во изминатиот период, и онда, откако се опростени гревовите, се пристапува кон славењето на Светата вечера во спомен на жртвата на Исус Христ, која што е даде на крстот, и тоа е самиот врв, нели, на богослужбата. На крајот се завршува повторно со молитва и со една музичка точка, нели, од страна на хорот. Нивното учење се разликува во нијанси со останатите протестантски и христијански религии. Значи, делуваме на тој начин да секој може лично самиот да осознае, самиот да си донесе одлука колку му се допаѓа верувањето во нашата црква, колку ќе ја прифати, колку он во сето тоа се согласува. Значи, тоа е повторно оставена на личната совест на секој поединец. Музиката и проповедите се основата на нивните обреди. По демократските промени во 90-тите години од 20-тиот век се шири просторот за действување на нови верски заедници, иако протестантизмот во основа има подлабоки корени на овие подрачја. Уште од доаѓањето на познатата Мис Стоун, денес околу 1000 верници кои користат десетина објекти го практикуваат учењето на Евангелската црква во Македонија, дел од многуте протестантски цркви. Крстевањето кај нас не се обавува кај мали деца, заради тоа што ние веруваме дека верата е избор на секој еден поединец. Значи, не веруваме дека верата генетски или по автоматизам се пренесува од една генерација на друга. И ова го кажам како татко на ќерка која што има 11 години и која што се уште не е крстена. Значи, зошто не е крстена? Заради тоа што јас, иако сум пастор, верувам дека таа има од Бога дадена слободна волја еден ден да одлучи дали ќе биде следбеник на Исус Христос или не. Ако одлучи да биде следбеник на Исус Христос, тогаш таа ќе биде крстена, исповедајќи незина вера во Бога. Ние не практикуваме, јас и незината мајка, во името нашата вера, таа да биде крстена и на некој начин вклучена во христијанското семејство. Нивните учења главно се засновани на Библијата на Стариот и Новиот Завет. Ние сме во голема мера цркви кои што немаат голема доза на формализам, би рекол. Значи немаме голема доза на формализам. Нашето богослужење во однос на структурата е поинакво од богослужењето кое што се одвива во православните цркви или пак во римокатоличката црква. Значи, ние, за разлика од овие две наши пријателски цркви, не веруваме дека културата од еден временски период треба канонски да се земе и да се реплицира до крајот на светот. Значи, ние веруваме дека секоја генерација на христијани има право да ја изрази својата вера, при тоа бивајќи верна на христијанската традиција, не отстапувајќи ни милиметар од тоа што значи реално правоверно христијанство, но дека имаме исто така слобода, таквото нешто, таквата содржина да ја изразиме во современи форми. Флексибилноста во толкувањето на христијанските норми е нивна карактеристика. Ние во Република Македонија одлучивме дека ќе го следиме јулијанскиот календар, заради тоа што овде доминантна христијанска заедница е Македонската православна црква. Значи, за да можеме заедно да ги прославуваме празниците, ние имаме таква донесена одлука, за разлика од 98% протестанти кои што се присутни во други држави. Понекогаш тие се зачудени кога ќе им кажеме дека Божик го прославуваме на 7 јануари, ама им објаснуваме и зошто е тоа така и тие немаат никаков проблем со тоа. Напротив, се придружуваат во таквата прослава. Мозаикот на македонската мултирелигиозност го градат и овие верски заедници. Нивната присутност е реалност и граѓаните генерално немаат проблем со нивното право за верска определба. Прифатени се чим се тука, прифатени се што друго може да кажам. Па и они треба да живе кои и велики верски заедници. Jer и тој е народ кој и сви остали. Не можеме ми да некоме одлучуваме има да вериш, нема да вериш. Како мислиш да е, тако треба. Не треба да им се мешамо. Ја лично
верски не веруjem што се вика. Оти јас сам веројатно стара генерација комуниста, бивших комуњари. Али не браним никоме ни да иде у цркву, ни да се определи дали ќе да пости, дали нема да пости, дали ќе што сака. Тоа е слобода. Секој нека си ја тера својата работа. Тоа е, ја мислам, лично право на секој човек, така да на никого не би влијаел, нити може некој да влијае на некого. Секој спрема својот памет. Јас мислам дека секој има право за својата вера и да верува на што сака. Секој нека си почитува својата вера, нека си ја сака. Зашто? Друго е вера, друго е ние како народи да се дружиме меѓу себе, да се почитуваме. Значи вера е едно, али почитување меѓу луѓе тоа е сасвем друга работа. Значи секој си верува во оно што е определено или што го дал Господ во која вера е. Иначе јас во мојот век на работење, дружење, мислам во животот сум имала од разни вери, така да многу сум научила од нивниот обичаи. И тоа сепак човек е побогат кога повеќе знае, нели? Све е дозволено максимално во однос на други земји. Потребата од верување кај човекот е и психолошка, и социолошка, и антрополошка. Верувањето во нешто што е надприродно, над човечко и што е надземно, што е божествено, е кај човекот вродено. Затоа што човекот се раѓа со чувството, значи да верува во нешто. Имаме, да речеме, декларативни верници, меѓутоа имаме и верници кои навистина веруваат во својата религија, но не затоа што веруваат, туку ги спознале собствените верувања, вредности и символи, кога ги практикуваат ритуалите, тие знаат зошто ги практикуваат и како на исправен начин и каде и кога да ги практикуваат. Дури има и такви верници, иако се со помал број, но тука и предноста заради надминување на дискриминација, предрасуди и стереотипи, каде што се познава добро или релативно добро религијата и елементите на религијата на другите верници. Во определбата на човекот да верува во една одредена религија влијае општеството, влијае средината во која што тој живее, влијае психолошката состојба на човекот, исто така некојаш да се определи за одредена религија, тоест да се конвертира, влијае и љубовта. Врз одлуката на поединецот да припаѓа на одредена религија или не, најчесто тоа е во самото семејство, значи се стекнува преку раѓање и чисто, да речеме, се случува на етноконфесионална припадност, кога, да речеме, етничкиот или националниот идентитет се поклопуваат со религискиот, и тоа е најчестиот модел во светот, а и во Европа и кај нас. Малите верски заедници се свесни за својата положба во општеството и немаат отворени прашања со државата или проблеми кои им би го ускратиле правото на слободно практикување на верата. Ние во Република Македонија ги имаме основните човекови права и основните верски права кои што нас ни овозможуваат да действуваме според нашиот статус, според нашето вероисповедање. Кога тоа не би било така, Евангелска црква денес не би имала во Република Македонија не би имала над 30 цркви и заедништва, туку би биле некакво андерграунд движење. Не секоја има како истите мислења како нас, ама имаме проблеми. Добри сме, удобни сме. No, I have not been informed. There are no complaints about any sort of discrimination from the outside society or from the government or other institutions. It looks to me that they can peacefully continue practicing their Krishna consciousness. So I'm very optimistic. Look into the future. Сепак, ако се зборува за некаков вид на дискриминација, таа треба да се бара во социјалната оттуѓеност. Во одредени случаи наши верни чувствуваат притисок заради тоа што се придружиле, значи заради тоа што поверувале во Бог, се придружиле на нашите цркви и тој притисок има повеќе форми. Значи многу ретко има, не знам, физички малтретирања и закани, иако понекогаш тоа се случувало. Многу почесто тоа е една форма на притисок, една
една дистанца, една социјална дистанца која што се случува, значи избегнување или што е заради ваквата одлука на поединецот. Ама ние не сметаме дека таквото нешто примарно треба да го адресираме преку, не знам, форми на граѓанско незадоволство, некои протести, демонстрации. Се што е страно на некој начин се гледа со сомневање, со доза на сомневање. Ке не прашаате, добро, што веруваш? И ќе кажеме, па ние сме евангелско-протестантски верници и одиме во и уште не сме стасале да кажеме каде, одма, а македонци сте? Како може да сте македонци, а да не сте православни? И тоа е една бариера, едно ограничување во разбирањето. Има страв кај некои од верниците, нели, кои што биле во муслиманска вероисповест и кои ќе преминат во христијанство, во нашата црква, они ги задржуваат своите имиња, презимиња такви какви што им биле и претходно. Кога ќе настапи смртен случај, нели, онда често пати онда се случува да поради името, презимето не може да бидат погребани таму каде што се христијаните, каде што може да биде поставен крст, нели, на нивниот гроб, а на местата каде што онда како претходно веќе биле во исламот, нели, па не може таму да се постави исто така, нели, христијанско обележје. Причината ја лоцираат во недоволната религиска информираност на поголемиот дел од населението за нивното постоење. Потајно онака се чувствува дека луѓето во средината во која што се наоѓаат пред се можда од непознавањето на нашата вера, на нашата црква, нели, знаат некојаш можда ите да настапат така малце онда со некои предрасуди, со некоја мала дискриминација, нели, но ние како новоапостолски христијани, нели, сепак се учиме да и поред таквите околности во кои што се наоѓаме, да сепак градиме еден соживот, еден заеднички мир, нели, со нашите ближни. Заради исклучување на дискриминаторски политики кон малите верски заедници, треба да се размислува малите верски заедници да се донесат повеќе во сферата на јавноста, преку медиумите, да кажеме, преку присуство на манифестации, преку тоа што ќе бидат финансирани дури одредени проекти на овие мали верски заедници, се со цел да се покаже дека оваа држава кој што има големи и историски фундирани верски заедници, сепак размислува и за овие помали. И знаете како е, луѓето бидејќи не се навикнати, немаат познавање, што е за жал, да го кажам, немаат познавање, немаат широко познавање какви христијански движења во светот постојат, значи не постои само католичката црква, постои православната, постојат протестантите. Оно што ми е жале, нема поголема соработка меѓу нив, меѓутоа што се однесува до нас, ние сме отворени за соработка со сите. Од друга страна пак е добро што властите не прават разлика. За секој голем верски празник, особено за Божик, премиерот има средба со сите представници на верските заедници, вклучително и на малите верски заедници. Значи тогаш контактираат со секого. Малобројноста пак има еден вид хендикеп и во процесот на остварување на некои административни бариери. Во делот на изградбата на верски објекти можеме и тука да кажеме дека има потешкоти, нели, да се изгради еден верски објект на една помала верска заедница, да биде се по регуларен начин, нели, онда спрема законите, е многу тешко онда тоа да се постигне. Заради тоа што обично главните урбанистички планови за Скопје или за населбите не предвидуваат места за верски објекти на другите малите верски заедници, како што например да кажеме Карпуш, аеродром, центар и така натаму, каде и да има некој место за верска заедница, се знае за кого е. Во одредени сегменти сметам дека може да се направат исчекори. И мој личен апел, односно апел на евангелско-протестантските христијани, чиј член сум јас, е да ни се овозможи 31 октомври, денот на реформацијата, да влезе во она категорија на празници кои што се прославуваат од страна на одредена вероисповест. До сега тоа не е направено. Не сметаме дека тоа малициозно не е направено. За некои од овие прашања, институциите веројатно треба да посветат поголемо внимание со цел сликата на верските слободи да биде почиста во Македонија. Психологијата на толпата влијае многу врз единката. И, значи,
состојбата во кое што се креира кога една религија е во мнозинство, тоест нејзините адхеренти се во мнозинство, влијае и единката или малцинството, значи да се чувствува во инфериорна состојба, па така некој од време на време размислува дека и тој треба да биде со мнозинството поради разните бенефити, повластици и така натаму. Проценките се дека припадници од повисоки и од пониски слоеви се најчесто граѓани кои избираат да променат одредена верска заедница, меѓутоа повторно велам, не влегуваат тука сите, туку тие исклучоци кои се одлучуваат за таков чекор најчесто се според проценките од одреден повисок слој или од одреден понизок слој. Религиската определба кај човекот се менува на така наречените гранични состојби, значи кога човекот е во една кризолошка состојба, кога тој го бара водичот во животот и во една религија тој не успел да си најде сатисфакцијата, па така ја чувствува потребата да премине во друга религија. Тоа не е адхок пота кој е донесена одлука од вчера до денес, туку е добро обмислена и станува збор за веќе индоктринирани вредносни системи и практики. Сега, да се избере тој начин на живот, значи дека подсвесно се прифаќаат и одредените консеквенции или последици кои следуваат од општеството. Не велам дека се тоа директни пенали, ајде така ги кажеме, туку станува збор за начинот на кој пошироката јавност гледа кон религиите кои се разликуваат по своите матични ориентири од доминантната. Слободата на секој поединец да избира во што ќе верува, како и непреченото право тоа да го реализира, е истата страна меѓу државата и верските заедници. Почитта кон тоа право е заеднички елемент на секоја религија. Останете во добро. Следната сабота зборуваме за еден друг аспект и религијата.